Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Владата на ВМРО-ДПМН мандатот го започна со нови мерки и проекти. Покрај покачувањето на пензиите за 5000 денари, во првата недела од мандатот е најавена и инвестиција од 450 милиони евра во ветропарк во Источна Македонија. Ветропаркот ќе се простира на териториите на општините Карбинци, Штип и Радовиш и ќе се гради во 2026 година. Воедно се очекува да произведува над 1 терават часови електрична енергија годишно, што е 20% повеќе од актуелното производство на струја во државата. Струјата која ќе биде произведена ќе биде доволна за со неа да се снабдат над 100.000 домаќинства. Ветропаркот ќе помогне кон енергетска транзиција како на земјата, така и на регионот. Важно е да се потенцира дека оваа инвестиција ќе генерира 630 нови работни места и ќе го подигне бруто домашниот производ на државата за нови 100 милиони евра годишно. Почитувани, ваквите инвестиции во енергетиката ќе продолжат и во иднина. Со овој тип на инвестиции, владата ќе се погрижи да нема нови зголемувања на цената на струјата, што беше вообичаена пракса со владата на СДС и ДУИ, во чие време цената на струјата порасна за 50%. Владата на ВМРО-ДПМН ќе се погрижи Македонија да биде земја со стабилен енергетски сектор и производство на струја која ќе може да ги покрие сите домашни потреби. Исполнуваме за тебе. Ви благодарам. Дозволете ми да прочитам и прашања кои што стигнаат до прес-центарот на ВМРО-ДПМН и за истото да дадам одговор. Став за денешниот конгрес на Социјалдемократскиот сојуз. Во однос на денешниот конгрес на Социјалдемократскиот сојуз би кажала само дека и по Заев доаѓа Заев. СДСМ беше партија која самата некогаш се фалеше дека има над 100.000 членови, а веќе сега гледаме дека одвај 20.000 членови се регистрирани за внатрепартиските избори. Им посакуваме брзо да се реформираат по оваа катастрофална состојба во која се наоѓаат. Второто прашање, владата донесе одлука за укинување на Факултетот за здравствени услуги во Струга. Ваш став за истото, оправдан ли е ваквиот чекор? Мора да знаеме дека потребно е да се стави ред во хаосот што постои и во образованието, но и во здравството како еден од најважните ресори. И едно од задолжителните начини за да се оствари истото е да се направат строги критериуми кој може, а кој не може да отвара катедри на факултети. Но исто така треба да бидат свесни дека нема да помине низ иглени уши сите оние кои што сакаат да ги злоупотребуваат законите. Третото прашање се однесува за став на партијата во однос на интервјуто на амбасадорката Агелер, особено за делот каде што се вели дека тие договори се направени, нема одново преговарање на Преспа, нема одново преговарање за напредокот кон Европската Унија. Тоа е многу јасно, има разлика како што знаеме во мојата земја, меѓу тоа што се кажало во кампањите, што се кажало низ годините, а што сега за да се оди напред. И силно се надеваме дека е направен определен прогрес, дека тие стари употреби или терминологии може да се остават на страна и дека соседите, без разлика кои, почнувајќи од нашата држава, ќе може да имаат важни разговори, од кои сите инволвирани страни би имале користи. Се надеваме дека тоа ќе го видиме. Ова е извадок од интервјуто на амбасадорката Агелер, зашто морам да потенцирам дека владата на ВМРО-ДПМН уште на самиот почеток, првите 5 дена од мандатот, на дело покажа што ќе биде наш фокус. Тоа е растот на економијата, нови инвестиции, а се со цел подобар животен стандард на граѓаните. Не е соодветно од наша страна да коментираме изјави на нашиот стратешки партнер со кој Македонија гради веќе соработка изминативе 3 децении, но она што е клучно е испратената порака дека се потребни навистина важни разговори од кои сите инволвирани страни ќе имаат корист. Фокусот на оваа влада е реформски, потребни се брзи реформи со цел враќање на реномето и угледот на нашата држава Македонија, затоа што се досега од страна на СДС и ДУИ беше погазано и уништено. Ви благодарам.